Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Калистрат, светите апостоли Марко, Аристарх и Зинон и светата новомаченичка Акилина. Светиот маченик Калистрат, родум од Картагена, христијанин од раѓањето, затоа што и татко му и дедо му биле христијани. Еден од предците Калистратови по име Неокор служел како војник во Ерусалим при Понтинскиот Пилат, во времето на страдањето на Господа и Спасителот наш Исус Христос. Видувајќи многу чуда при смртта Христова, Неокор поверувал во него. Бил научен на верата и бил крстен од апостолите. Враќајќи се дома, Неокор им ја донел на своите верата Христова како драгоцен бисер. Така по време и светиот Калистрат бил роден, крстен и воспитан како христијанин. Кога бил војник, во неговиот полк немало ниту еден христијанин. Некои од неговите другари го виделе светиот Калистрат како станува ноќе и се моли на Бога. И го пријавиле на војводата Персентин како христијанин, а Персентин бил лут мачител на христијаните. За да се увери дали Калистрат е навистина христијанин, војводата му наредил да им принесе жртва на идолите, тоа што Калистрат веднаш го одбил. Тогаш Калистрат бил многу тепан, па потоа фрлен в море. Божја сила го спасила и тој излегол здрав од морето. Видувајќи го трпението на Калистрат и чудата негови, 49 војници поверувале во Христа Господа. И тие биле тепани и фрлени во темница заедно со Калистрат. Во самицата светиот Калистрат ги научил своите другари на верата и ги подкрепил. И тие покажале голема машкост во страдањето, а Господ Бог покажал голема сила врз нив. Опакиот мачител испратил војници во темницата ноќе та го убиле светиот Калистрат и 49 негови другари. Пострадале за вистината во 304 година. На нивните мошти подоцна е подигната црква. Светите апостоли Марко, Аристарх и Зинон. Овие апостоли се од 70-мината. Светиот Марко бил викан Јован. Во куќата на неговата мајка Марија во Ерусалим се собрале светите апостоли на молитва. Го проповедал Евангелието со апостолите Павле и Варнава. Потоа бил епископ во градот Вивлос. Светиот Аристарх, сопатник на апостолот Павле, бил епископ во Апамеја Сириска. Светиот Зинон или Зина, наречен од апостол Павле, законик, бил епископ во Лида Палестинска. Како звезди блескале во темнината на незнабоштвото и многумина обратиле во верата Христова, а сега блескаат како звезди во царството на љубениот свој Христос. Светата новомаченичка Акилина од селото Заливери во епархијата Едренска, 18 годишна девојка. Татко ѝ се потурчил, па ја приморувал и ќерката да се потурчи, но мајка ѝ ја поддржувала во верата Христова. По многуте мачења, целата во рани и крвава, издивнала на скутот на својата мајка и примила венец на мачеништво на 27 септември 1764 година.